Изреката што се случува во Вегас останува во Вегас веќе не важи и се преиначува во она што се случува во Вегас го дознава целиот свет. Барем е така кога е во прашање саемот CES, кој се одржува традиционално во градот на гревот. Помалку бизарно, но со масовното навлегување на електрониката во возилата и нивната електрификација, саемот за конзумерска електроника стана еден од најважните и за автомобилската индустрија. Годинава на него се случија многу премиери кои зачудуваат со своите футуристички концепти. Пред да ве одведеме на патување во Лас Вегас, проследете ги вестите од остатокот на светот. Легендарниот Кен Блок повеќе не е меѓу нас. 55-годишниот рели возач, познат по своите вештини и атрактивни дрифт настапи, загина во несреќа со моторна санка. Кариерата ја започна во 2005 година настапувајќи во американскиот рели шампионат, а учествуваше и на контроверзната трка Гамбол 3000. Не требаше да помине многу време за да се зарази со екстремните вратоломии зад воланот и да го стартува YouTube каналот Гимкана. Се појави на BBC и Discovery Channel, а рели кариерата ја продолжи настапувајќи на разни надпревари со Subaru. Во 2010-та за партнер го избра Ford, за пред 2 години накратко да се врати кај јапонскиот производител пред да премине во Audi со цел на својот начин да ја промовира електричната мобилност. Покрај со автомобилите многу време поминуваше на вода и на снег, каде несреќно го загуби животот кога моторната санка со која сакал да искачи еден екстремен нагиб се превртела и паднала директно врз него. Првиот ден на февруари оваа година е резервиран за аукцијата на париската филијала на Сотбис, каде на продажба ќе биде ставен последниот Chiron со W16 мотор. Се очекува сумата да биде вртоглава, а дел од претходите ќе бидат донирани во хумани цели. Наставката Профиле кажува дека е уникатен во семејството Chiron, развиен како помалку радикална интерпретација на пур спорт, чиј карактер е задржан. Тој е придвижуван од истата верзија на Bugatti W16 со 1500 конски сили, со однос на менувачот за 15% пократок од Chiron Sport 3. Профиле забрзува од 0 до 100 км на час за 2,3 секунди, од 0 до 200 км на час достига за 5,5 секунди, а максималната брзина од 380 км на час е за 30 км на час поголема отколку на донаторот. После 3,5 децении името Сангјонг, кое сега предизвикува болни асоциации, ќе замине во историјата. Теренскиот специјалист ќе го зеде називот KG Mobility. Планиран датум за старт на новото име е март годинава, кога ќе се започне со ревитализирање на лошиот имидж стекнат заради неликвидноста. Проектот вклучува и целосно нов корпоративен идентитет и друго лого на марката, со што новиот Сангјонг ќе
може да се позиционира како давател на услуги од мобилноста. Меѓу другото, идеја е, освен класичната продажба на возила, тие да се изнајмуваат со претплата. Одлуката за промена на името допрва треба да биде одобрена на Генералното собрание на компанијата, што се смета за формалност. По представувањето на електричниот АМИ во 2020-та, пандемијата ги поремети плановите за пласма на ова микровозило со широка намена во урбаните средини. Кога работите дојдоа колку толку на свое, продажбата повторно заживеа и досега пласирани се повеќе од 30.000 примероци во 9 држави. Осоколени од овие бројки, од Citroen за годинава најавија дека ќе направат серија од само 1000 примероци на баги верзијата на АМИ. За мај АМИ баги детални информации ќе бидат објавени престојната пролет, но веќе се знае дека ќе има, исто како донаторот, батерија од 5,5 киловат-часови која обезбедува автономија до 75 километри и за полнење потребни се 4 часа. За лимитираната серија ќе се отворат нарачките напролет, а испораката ќе започне во средината на годината по се уште непознати цени. Сосема ненајавено, Кадилак објави дека ќе влезе во Формула 1. За партнер е избран Тимот Андрети, кој успешно настапува во повеќе серии, меѓу кои Индикар и Формула Е. Влезот на двете американски икони во премиер автомобилската лига се очекува во 2026 година, кога во Формула 1 треба да стапат на сила нови прописи за моторите. Планирано е тимот да делува од Америка, но ќе има своја подружница и во Велика Британија, каде се повеќето тимови од Формула 1. Во план им е да биде ангажиран најмалку еден американски возач, најверојатно Колтон Херта, кој за Андрети вози во Индикар и чие име често се поврзува со Формула 1. Секако има уште многу неодговорени прашања, како што, на пример, кој би бил добавувач на моторите. Сепак до 2026-та има доста време за да се завршат сите подготовки, колку и да се ригорозни. Бранот новитети на електрични возила од Кина не стивнува, што туку представените спортско-корисни возила NIO EC7 и ES8 ќе се нудат само во Кина, каде што испораките треба да започнат во мај. Сепак амбициите се многу поголеми од задоволување на домашниот пазар, па затоа компанијата будно ги следи пазарот во Европа, за да не го пропушти вистинското време за влез во арената. Познато е дека на Нишан им се вкупно 25 пазари. Новите NIO ES8 и NIO EC7 треба да импресионираат со вештачка интелигенција, многу сензори и особено со перформансите. Значајна новост е што NIO воведе можност за ултрабрзо полнење од 500 киловати. Потребни се само 20 минути за полнење на батеријата од 100 киловат-часови од 10% на 80%. Дали овие два модели ќе се придружат на веќе во Европа пристигнатите 3 модели уште не е дефинирано, но знаејќи агресивната експанзионистичка политика на овој производител, не треба да не зачуди годинава NIO да има во понуда 5 модели на стариот континент. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon
Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Смотрата во Лас Вегас беше од големо значење за европските марки. Интензивната електрификација лесно ги глобализира возилата, а американскиот пазар е еден од најголемите конзументи за електричните автомобили. Германските марки традиционално се присутни на новиот континент, па сосема очекувано подготвија изненадувања за целиот свет кои својата епопеја започнуваат во градот на гревот. Volkswagen го најави своето ново возило од семејството ID, означено со бројката 7, додека BMW прикажа интересна интерпретација за својата иднина преку iVision D. Volkswagen го избра саемот за потрошувачка електроника во Лас Вегас за да го промовира својот прв целосно електричен седан ID7. Тој беше специјално камуфлиран со геометриски шари инспирирани од QR кодови во различни бои што даваат електролуминесцентни светлосни ефекти. За разлика од надворешноста, интериерот е целосно откриен. Големиот 15-инчен екран на допир во стил на таблет со слободна поставеност за инфозабавниот систем е комбиниран со мала дигитална инструмент табла. Врв на интериерот се дигитално контролираните паметни отвори за воздух. Според Volkswagen, системот го препознава возачот преку клучот и ја лади или загрева внатрешноста пред тој да влезе во возилото. Системот за климатизација може автоматски да го дистрибуира воздухот на големи површини или да го насочи протокот кон телото на патниците. Volkswagen ID7 е поставен на надградената MEB Plus архитектура, која овозможува подолг опсег и подобро полнење на батериите. Иако се уште деталните спецификации не се објавени, предвидливо е да бидат понудени конфигурации со 1 и 2 електромотори со голем пакет батерии монтирани во подот. Од Wolfsburg се опишува моделот како ефикасен електричен седан со способност за долг дострел, најавувајќи проценет опсег до 700 км врз основа на симулиран WLTP циклус. Volkswagen не крие дека директни ривали на ID7 ќе бидат Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 6 и напоменува дека меѓуоскиното растојание од 2969 мм е за 94 мм подолго во споредба со она на Tesla 3 и 20 мм подолго од Hyundai. Бидејќи ID7 ќе се смета како електрична верзија на Passat, производителот нагласува
дека меѓускиното растојание за 165 мм подолго отколку кај братот со класичен мотор и ќе има попросторна кабина. Неговото официјално лансирање е закажано за вториот квартал на годинава. За европските пазари, производството се одвива во фабриката Emden во Германија, заедно со ID4. Електричниот седан ќе биде шестиот модел во гамата ID и еден од 10 нови електрични возила што Volkswagen ќе ги лансира до 2026 година. Фантазијата на дизајнерите и инженерите стана реалност. После концептите прикажани на минатото издание на CES, BMW создаде автомобил кој ги комбинира нивните технички решенија. Наречен е iVision D. Името D е кратенка од Digital Emotional Experience, што значи дека автомобилот ќе може да ги изрази своите емоции. Тоа ќе го стори со новиот гласовен асистент кој ќе има можност да го научи начинот на комуникација од сопственикот на автомобилот за да стане негов вистински пријател. Емоциите може да ги изрази и со намигнување со светлата и проектирање на анимиран аватар на страничните стакла. Внатрешноста практично е гола. Во кабината нема екрани, но затоа целата долна површина на ветробранското стакло служи како еден голем head-up дисплеј. Возачот може да го прилагоди режимот на прикажување на податоците, а за интеракција со електрониката во возилото на управувачот се вградени панели чувствителни на допир. Најреволуционерно сепак е тоа што BMW iVision D може да ја менува бојата. Технологијата се состои од неколку слоја тенок електрохроматски филм на каросеријата чија површина е поделена на 240 поединечно контролирани сегменти. Во оваа експериментална фаза може да се бираат 32 бои. Повеќе детали треба да очекуваме во текот на годината, бидејќи BMW вети дека ќе представи уште еден концепт на оваа тема, веројатно на салонот во Минхен. Зборуваме за многу успоменуваната Neue Klasse лимузина, која некаде во 2025 година, кога ќе го здогледа светлото на денот и ќе биде првенче на целото семејство напредни електрични возила. Со големина е споредлива со сегашната серија 3, а на радост на многумина забележливо е отсуство на предимензионираните бубрези. Тие сега се интегрирани низ целата должина на предниот дел, кој подсетувајќи на минатото се одликува со закосени двојни светла. Освен дека е електричен, за неговата механика баварците не кажаа ниту збор. Впрочем, на CES важно е нешто друго – електрониката, а неа во овој концепт ја има во големи количини. Мерцедес е посебно уважуван во Америка, каде е една од омилените марки на финансиски добростоечките купувачи. Штутгарската звезда не прикажа никаков новитет специјално подготвен за Лас Вегас, ниту пак студија, но се подруди да обзнани дека ќе вложи милиарди зелени банкноти во развој на сопствената мрежа за полнење на електрични возила. Земјаците од компанијата CTF, позната најмногу по своите менувачи, на американците им представи иновативен измум кој ќе ја штеди струјата кај електричните возила на оригинален начин. За разлика од другите германски производители кои настапија на годинешниот CES, Мерцедес во Лас Вегас не представи новитет, туку во фокусот ги стави своите идни активности во електричната мобилност, посебно развојот на инфраструктурата. Најавена е глобална мрежа на полначи со голема моќност која ќе стартува од Северна Америка. Партнерите за реализација на планот веќе се избрани и од 2027 година на возачите на новиот континент на располагање ќе им бидат 400 станици со над 2500 полначи за кои ќе бидат инвестирани повеќе од $1 милиарда.
Вкупно низ светот е планирано поставување на 10.000 полначи со моќност од 350 киловати. Ке бидат рамномерно распоредени во близина на автопатиштата, главните крстосници и градските подрачја каде фреквенцијата на возила е поголема, а ке користат исклучиво обновлива енергија од акредитирани добавувачи. Покрај тоа, сите станици ќе бидат опремени со фотонапонски систем за струја што самите ќе ја трошат. Германците тврдат дека интелигентното управување со оптоварувањето на мрежата ќе овозможи максимална брзина на полнење и пократко време на чекање. Идејата на Мерцедес е со вакви активности да ја забрза и олесни одлуката на купувачите да преминат на електричните возила, заради што маржата полначи ќе биде на располагање и на возачите на други марки автомобили. Германскиот ЦТФ смисли гениално решение како да ја зголеми автономијата на електричните возила во зима. На помош повика еден свој изум од пред 4 години кој тогаш не заживеа – загреваните сигурносни ремени. Идејата е дека на тој начин ќе се троши помалку струја за загревање на внатрешноста, со што автономијата може да се продолжи и до 15%. Истовремено, ЦТФ на саемот на потрошувачка електроника во Лас Вегас покаже и автономен шатл кој има технологија за 4-то автономно ниво на возење. Како и кај другите, таа се ослонува на лидар радар, камери и аудиосензори со кои се креира детална слика на околината. Разликата е во софтверот што германците го нарекуваат Virtual Driver, кој ги обработува информациите на повеќе ниво. Од техничка страна е објавено дека шатлот ќе има автономија од 130 км, максимална брзина од 80 км на час и дека ќе може да прими до 22 патници. Кажаа и дека веќе има од договор за испорака на неколку илјади вакви возила, но не кажаа точно кога. Откако е формирана групацијата Stellantis, Peugeot ги реактивира своите амбиции да се врати на тамошниот пазар. Французите генерираат 1/3 од продажбата на целата групација и предначат со своите визии за иднината. Тоа најдобро го покажуваат преку концептот Inception, која демонстрира одлучноста на компанијата да стане еден од главните играчи на глобалниот пазар преку напредни технологии, примена на вештачката интелигенција и се разбира дизајнот. Од американската страна на групацијата внимание на себе привлече Chrysler, кој преку својата стопанска филијала RAM го најави електричниот пикап 1500 Revolution. Концептот Inception инкорпорира технолошки модули напојувани со вештачка интелигенција која групацијата Stellantis ја развива во неколку сфери. Очигледно е дека Peugeot го најавува следниот чекор во својот нов, поедноставен и порафиниран дизајнерски јазик, кога планира да го имплементира во својата понуда од 2025 година. Предниот дел на модуларната светлосна карактеристика, која вклучува сензори и светлосни елементи со препознатливото 3D зголемено лого на Peugeot во центарот. Технолошката лента се протега хоризонтално по должината на вратите преку која се пренесуваат пораки на возачот и патникот додека се приближуваат. Бруталната форма на надворешноста е прошарана со минималистички, но извонредно функционални форми на неопходните елементи како што се светлосните групи. Овака скоцканиот екстериер наговестува дека крие моќ, престиж и решенија кои се посветени на внатрешните вредности, ориентирани кон сосема ново искуство во употреба и престојот во кабината.
Во фокусот се вештачката интелигенција, новиот кокпит и технологиите за автономно возење што ги развива групацијата. Два компактни мотори, еден напред и еден во задниот дел, се комбинирани за да генерираат моќност од 680 конски сили. Предвидена е можност за бежично полнење по пат на индукција, исто како сегашните паметни телефони, на батеријата од 100 киловат-часови. Помина само 10 години од представувањето на извонредниот i-кокпит, а веќе се најавува негова следна генерација. Тука Peugeot влече инспирација од видеоигрите и најавува потполно нов систем за контрола. HyperSquare содржи екран налик на таблет со пиктограми што прикажува контроли за различните системи во возилото кои ергономски се контролираат со палец без да се одвојува раката од управувачкиот столб. Peugeot планира да има HyperSquare технологија достапна на сериските модели пред крајот на деценијата. Interception концепт ја представува ориентацијата на Peugeot, употребата на возилата да ја донесе на следно ниво, во кое престојот во кабината и времето поминато во неа ќе бидат квалитетно исполнети и нема да бидат губење на скапоценото време само со една цел. Без многу брзање, пуштајќи ги другите први да ги представат своите адути, и Chrysler конечно го подготви својот електричен пикап. Наречен е 1500 Revolution и ќе биде лансиран под ознаките на комерцијалната филијала RAM веќе идната 2024 година. Името не му е случајно избрано, бидејќи тој во себе има имплементирано повеќе напредни технолошки решенија кои можат да го редефинираат сегментот. Задоцнувањето во однос на другите ќе се обиде да го надомести со радикално различен дизајн. Една од причините е потполно новата електрична платформа наменета за сите поголеми модели на Stellantis. Подолге за десетина сантиметри, а батериите се поставени во подот. Двата електрични мотори, поместени во крајните зони, ги задвишуваат сите 4 тркала. Ги нема препознатливите детали како, на пример, гломазната маска, а товарниот сандак не е одвоен од кабината и помеѓу нив постои преграда која може да се извади. Концептот има и дигитални странични ретровизори кои се помали, полесни и аеродинамично оптимизирани. Интериерот е повеќе или помалку очекуван, а вратите кои се отвораат спротивно една на друга немаат средишен столб. Изненадува третиот ред седишта кои може да се склопат и користат по потреба. Информациите за механиката засега се штури. Се знае само дека на 350 киловатни полначи батериите за десетина минути ќе добијат доволно струја за 160 километри, како и дека ослонувањето е воздушно и само нивелирачко, а сите тркала се управувачки. Пред 2 години на истото место и време беше најавен првиот автомобил на Sony. Овој електронски гигант лани ја објави соработката со уште една јапонска голема компанија од автомобилската индустрија. Со заеднички производ настапија Sony и Honda. Првиот производ е електричен седан со кого двете компании се надеваат на успешна соработка. Компанијата е наречена Afeela и не ги крие амбициите да стане респектабилна марка која во догледно време ќе стане производител со голем волумен. Не поминаа ниту 10 месеци откако ја формира алијансата, Sony и Honda го представија првиот прототип на идното свое електрично возило. Јапонците добро ги засукаа ракавите и веќе го смислија и називот на новата марка, која се вика Afeela. Не е објаснето што точно значи, но е кажано дека нема да се задоволат само со еден модел и дека се разгледува цела гама. Пазарното лансирање на оваа лимузина ќе биде во 2026 година, најпрво во Соединетите Американски држави каде ќе се произведува.
До тогаш Honda треба да ја развие електричната платформа, а Sony да одлучи што ќе се вградува во неа. Тоа пак воопшто нема да биде лесно, бидејќи јапонците предвидоа голем број технолошки решенија. Всушност, целата идеја за овој автомобил произлезе откако Sony за саемот на потрошувачка електроника во Лас Вегас пред 3 години подготви концепт со кој само сакаше да ги покаже своите иновации. Сега прикажаниот прототип со својот елегантен изглед дизајнерски подсетува на него. Во чистите линии на каросеријата интересно се интегрирани LED светлосните елементи и екран на кој може да се испишува било што, од временската прогноза до наполнетоста на батериите. Минималистички дизајнираната кабина обилно е дигитализирана со поголеми екрани и футуристички управувач. Интеграцијата на технологиите ќе овозможи ново ниво на забава, навигација со проширена реалност и можност за полуавтономно возење. Од техничките карактеристики споменато е само дека ќе има 2 електромотора и погон на сите тркала. За моќноста и автономијата јапонците не кажаа ништо. Уште е објавено и дека должината изнесува 4,9, широчината 1,9, а меѓуоскиното растојание точно 3 метри, како и дека во возилото се монтирани вкупно 45 сензори и камери. Афила е арапско женско име. Според нумерологијата означува високи социолошки способности, забавност, креативност, дружелюбивост, инвентивност и ориентираност кон кариерата. Еве добра шанса иднината да покаже колку нумерологијата е во право. Ние ќе бидеме тука тоа да го потврдиме или демантираме, а со новини се враќаме идната седмица во истото време и на истата фреквенција. До гледање.